Сите заслужуваме свое место под сонцето. Се бориме за своја подобра екзистенција и чекориме по патот кон нови достигнувања. Куманово светлината на денот ја дочека на 11 ноември 1944 година, кога конечно било ослободено, кога неговите најхрабри синови ги дадоа своите животи за денешнава слобода. Денеска прославуваме 73 години од ослободувањето. Нашиот град забрзано испишува историјата на својот растеж. Како најголема општина, денеска се развива во модерен и значаен стопански, културен и спортски центар. Зад нас остана уште една успешна година, исполнета со бројни посети, кои донесоа плодни соработки, реализирање на проекти и пријателства кои ќе продолжат да се одржуваат. Во посета на општина Куманово престојуваа амбасадорот на Романија во Република Македонија, Висрел Станила, и амбасадорот на Република Италија, Карло Ромео, со цел да се запознаа со спецификите и работата на локалната самоуправа, децентрализацијата, економската и политичката состојба во државата. Куманово го посети и амбасадорот на Република Словачка, Мартин Безак, кој со градоначалникот Зоран Дамјановски разговараше за актуелната политичка состојба во државата и економската соработка меѓу двете држави. Заедно го посетија здравствениот дом во Куманово, каде амбасадорот донираше амбулантно возило. Градоначалникот Дамјановски оствари работна средба со Кейко Ханеда, новиот амбасадор на Јапонија, со Луиза Винтон, постојан представник на УНХЦР, и министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураку, каде акцент беше ставен на отпочнување со градежни работи на Липковска река за реализирање на проектот финансиран од присутните страни на средбата. Францускиот амбасадор Кристијан Тимоние имаше средба со Дамјановски за реализација на проекти за поддршка на Куманово. Градоначалникот на Гнилане, Љутви Хазири, беше во работна посета на општина Куманово. Со градоначалникот разговараа за можностите за подготовка на проектот за модернизација на зелениот пазар преку користење на средства од европските фондови за меѓугранична соработка на Македонија и Косово. Во очекување сме на резултатите од аплицирањето. Градоначалникот Зоран Дамјановски оствари средба и со заменик министерот на заедници од Косово Јопчи Шаља, со кој разговараа за правата на ромите во општината. Во нашиот град беше организиран свечен пречек на учесниците на меѓународната воена вежба Драгон Гардијан, на кој присуствуваа министерката за одбрана на Република Македонија Радмила Шекеринска, американскиот амбасадор Джес Бейли, бригадниот генерал на АРМ Зоран Милевски и градоначалникот Дамјановски. Градоначалникот Дамјановски беше во работна посета на Бања Лука, каде се сретна со градоначалникот Игор Радојчиќ, при што разговараа за одличната соработка и за понатамошно напредување на меѓусебните односи. Представници од секторот за меѓународна соработка и ЕУ интеграции со градоначалникот присуствуваа на првото генерално собрание на Европската групација за територијална соработка во Солун, која има за цел унапредување на регионалната и прекугранична соработка. Делегација од нашата општина, предводена од секретарот на општината Валентина Алексовска, беше во посета на Нови Сад, избратимениот град Бјелјина. Целта на посетите е продолжување на соработката помеѓу градовите на секое поле од општествениот живот. Куманово е познато како мултиетничка средина која ја красат различни култури со своите традиции и целосна верска и национална толеранција. Успешно се држиме до мотото «Сите заедно», затоа што само на тој начин ќе го фатиме ритамот на секој нов ден, радувајќи се на придобивките од него. Советот на општина Куманово на чело со председателот Александар Арсиќ брои 33 советници преку 13 политички партии, во кои покрај македонци застапени се уште 3 етнички заедници. Во изминатиот едногодишен период се одржаа вкупно 14 седници. Советот во континуитет ги носи сите одлуки во делот на правилно функционирање на нашата локална самоуправа. Во рамките на програмата за регионален развој на Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој, Центарот за развој на Североисточниот плански регион, Куманово, изврши адаптација и санација на занатскиот дом во јавен објект, кој прерасна во мултифункционален центар. Се изврши градба на локален патен правец село Четирце, село Никулјане, во должина од 1229 метри, а со помош на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, а во рамките на подобрувањето на квалитетот на живот во руралните средини.
Ке се работи и на партерно уредување на спортско-рекреативниот комплекс, кој содржи затворен и отворен базен, тениски игралишта, спортска сала со капацитет од 4500 лица, голем тревнат фудбалски терен и угостителски објекти, со цел да стане пријатно катче за граѓаните на Куманово. Се планира поставување на влезна порта на Бислимската клисура. Изработена е проектна документација за реконструкција на местна заедница во село Пчиња за туристички потреби. Во програмата за туризам на Куманово имплементирани се брошура Визит Куманово, конкурс за избор на најдобра фотографија и најдобар сувенир, карактеристични за градот. Нашиот град секојдневно се развива и расте во модерен центар. Асфалтирани се улиците. Скопска во населба Тоде Мендол, Будимир Димковски и Јован Јовановиќ Змај, Руѓер Бошковиќ во населба Перочичо, 14-ка, 405-ка, 415-ка во населбата Иго Тричковиќ, 304, 312 во населбата Ајдучка Чешма. Асфалтирани се улиците во село Черкези, дел од улицата Перочичо и улица Прва Петолетка, дел од улицата Народна револуција и патот во село Табановце. Изградени се улиците Среќко Пужајка, Чинска, крак на улица Васил Драгомански и Правда Спасовска. Тротоари на улица Веселин Маслеша во населба Перочичо и на дел од улицата Тоде Думба. Извршена е реконструкција на постоечката патна инфраструктура во центарот на градот. Октомвриска револуција, Ѓуро Салај, Бошко Буха, Билјановска, улица 100, дел од улицата Ѓорче Петров и Трета македонска ударна бригада, изградба и реконструкција на улица Ѓуро Ѓаковиќ. Општина Куманово со подршка на граѓаните ги реконструира и улиците во Долно и Горно Којнаре, село Речица, населба Карпош, село Тромеѓа, Ново село, Романовце, село Пчиња, Бабиндол, Ајдучка Чешма и други. Извршено е санирање на улицата 11 октомври на влезот на градот. Се работеше на вертикална сигнализација на булеварот Октомвриска револуција и улица Пиринска Македонија. Поставени се бекатон плочки на улица кај стадионот Башкими, помеѓу улица Доктор Ибар и поток Серава, улица Нада Димиќ, улица 11 во Бабиндол, улица Клара Цеткин, крак на Никола Вапцаров и други. Се изврши реконструкција на мост во населба Карпош и на мост во Долно Којнаре, како и изградба на подпорен зид во село Сопот. Со средства добиени преку ИПА проектот, интензивно се реконструира и проширува канализацијската мрежа во градот во должина од 24 километри. Овој проект е во завршна фаза и од фундаментално значење во комуналната сфера во општината. Продолжува проектот за регулација на Липковска река во должина од 1,8 километри. Проектот е вреден околу 13 милиони денари и со него се очекува да се намали ризикот од поплави по течението на оваа река. Проектот е резултат на соработката на Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Куманово, UNDP и Амбасадата на Јапонија. Во тек е проектот замена и инсталација на куќни комбинирани индустријски и ултразвучни водомери и нивна интеграција во системот за далечинско управување за водоснабдување на Општина Куманово, преку Министерство за транспорт и врски. Општинската администрација назначи стручно лице кое ќе биде одговорно за следење на активностите од проектот во наредниот период. Со ова ќе се реши долгогодишниот проблем за прецизно мерење на потрошувачка и евентуални загуби на вода за пиење. Зградата на некогашниот дом на пионери во Куманово ќе се пренамени во градинка, каде е предвидена реконструкција на приземните простории кои ќе се адаптираат за сместување на децата. Овој импозантен објект ќе биде оспособен за потребите на најмалите, со што ќе ја добие својата вистинска намена. Со реновирање на просториите и набавка на нов мебел, 150 корисници на услугите на Домот за стари лица Зафир Сајто имаат подобри услови за престој. Образованието е една од најбитните алки која ги спојува сите сфери од општествениот живот. Градејќи мостови од предизвици кои треба да ги надминеме, да станеме формирани личности кои се борат за своите права, за слободно размислување и делување. Поставување на бекатон плочи и уредување на училишен двор во земјоделското училиште Киро Бурнас. Промена на подови во училниците во основното општинско училиште Битолски конгрес во село Лопате.
промена на прозорци и останата столарија во Општинското основно училиште Христијан Карпош. Во тек е проектот замена на надворешна столарија и поставување на систем на парно грејење во Општинското основно училиште Јероним Дерада, село Черкези, финансиран од Општина Куманово. Одобрен е грант во рамките на програмата за подобрување на општинските услуги на Светска банка, финансиран од ИПА програмата за рурален развој на Општинското основно училиште Јероним Дерада за замена на внатрешна столарија, подови и молерисување. Хабитат и Општина Куманово го уредуваат и влезниот дел на Општинското основно училиште 11 октомври. Основното училиште Вук Караджич доби донација од Јапонската амбасада во Скопје за комплетна реконструкција на покривот и замена на прозорци на двата ката, промена на столарија и изградба на ограда на училишен двор и септичка јама во Општинското основно училиште Браќа Рибар во село Сопот. Поставен е систем за парно грејење во Општинското основно училиште Кирил и Методи во селото Романовце. Изготвен е комплетен проект за санација и реновирање на спортската сала и придружните простории во Општинското основно училиште Крсте Месирков. Општинскиот центар за социјални услуги кој функционира во рамките на Оделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствената заштита при Општина Куманово, во соработка со Германското друштво за интернационална соработка и заменик народниот правобранител на Република Македонија од Куманово, ја организираа кампањата за подигање на јавната свест на граѓаните со наслов «Дискриминација не во моето училиште», каде беше промовиран и краток анимиран филм «Сите како едно» во општинските основни училишта. Денешниот профил на Куманово се должи на долгогодишната работа и труд на секој дел од живеењето во него. Овде свое место најде и културната традиција на нашиот град, изразена преку бројните настани и манифестации, како обележје на љубезноста, срдечноста, наследството на овој народ, кое несебично се негува и одржува и кој им го оставаме на идните генерации. Се одржаа следниве културни манифестации и настани: Водици Пифтијада, Василица, одбележување на националниот празник на србите во Македонија Свети Сава, верските празници Свети Трифун, одбележување на Светскиот ден на лицата со попреченост 8 април, Светски ден на ромите, Светски ден на книгата, одбележување на победата над фашизмот и Денот на Европа, Маскенбал Батко Ѓорѓија, детски музички фестивал на албански јазик Пеперутка, Ден на албанската азбука, Курбан Бајрам, Бајрамски заеднички ифтар, Рома Труба фест, деење на кокински мугри, 12-ти меѓународен тамбурашки фестивал и денови на комедија. Излезе новото издание на публикацијата Кумановски кафејани во 20-тиот век и електронското издание на монографијата Куманово време во времињата на Кумановскиот крај од Димитар Масевски. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев успешно го презентираше богатиот македонски фолклор и традиција на меѓународниот фолклорен фестивал во Варна, Република Бугарија. Се одржа и детски ликовен камп Асном, ликовните колонии Карпино и Куманово и ликовната изложба на кумановските ликовни уметници. Куманово е град на шампиони во најразлични спортски дисциплини, на совесни спортски тренери и вредни работници кои ја испишаа спортската историја на градов. Кошаркарскиот клуб Куманово 2009 се надпреварува во првата државна лига, а бележи учество на Final Four на првенството на Македонија. Оваа година го постигна најголемиот успех на меѓународен план, играјќи во финалето на меѓународната Библ лига. Машкиот ракометен клуб Куманово се надпреварува во првата државна лига во тековното првенство, додека женскиот ракометен клуб Куманово успешно го представуваше градот во Суперлигата, со што успеа да се квалификуваат за учество во Челендж купот на Европа. Одбојкарскиот клуб оваа година го постигна најголемиот резултат, освојувајќи го првенството и купот на Македонија. Женскиот фудбалски клуб Речица се надпреварува во првата женска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Ројал Илирет се надпреварува во првата државна футсал лига. Велосипедскиот клуб Велоем со врвните резултати остана на тронот државен првак, со право на учество на меѓународни првенства. Атлетскиот клуб Куманово е севкупен првак на Македонија. Пинг-понг клубот учествува на државни првенства во Македонија со освојување на прво и второ место во сениорска конкуренција. Кикбокс клубот Куманово 2006 и оваа година учествуваше на државни првенства и меѓународни турнири. Оваа година се одржи и државното првенство во пливање во затворениот градски базен во нашиот град. Изминатите 12 години донесоа големи предизвици.
Извојувавме значајни битки за подобар живот на граѓаните на Куманово. Создадовме нови можности за делување, соживот и толеранција. Продолжуваме со исто темпо по патот на успехот. На 20 октомври 2017 година Максим Димитриевски е избран за нов градоначалник на општина Куманово. Го пречека и функцијата му ја предаде досегашниот градоначалник Зоран Дамјановски, кој потенцираше дека ова е голема и одговорна функција, посакувајќи му голем успех во водењето на општината. За нов секретар на општина Куманово ја назначува Десанка Стошевска. Максим Димитриевски е роден во Куманово во 1975 година. Основно и средно образование завршува токму тук, во својот град, а подоцна дипломира на правниот факултет во Скопје. Семеен човек, сопруг и татко на 3 деца. Со текот на времето извршува значајни функции во локалната власт, како советник, а подоцна и председател на Советот на општина Куманово. Минатата година одговара на предизвикот и политичката борба ја префрла на централно ниво. Во декември 2016 година е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија. Денеска како градоначалник на Куманово има за цел да ја раководи локалната самоуправа одговорно, транспарентно и во служба на сите граѓани. Како прв човек на градот, во текот на овој период оствари средби со граѓаните, со своите противкандидати во изборниот циклус, со директорите на јавните предпријатија, со представници на верски заедници, со раководни лица од институциите во градот. Во прва официјална посета во кабинетот на градоначалникот Димитриевски беше Луиза Винтон, постојан представник на Обединетите нации и представник на UNDP во Македонија. Разговараа за заедничките тековни проекти, како и за продлабочување на соработката. Амбасадорот на Франција во Република Македонија, Кристијан Тимоние, беше во посета на општина Куманово. На средбата со Димитриевски му ја честиташе новоизбраната функција и му посака успех во спроведување на заедничките проекти. Во посета на градот беше и амбасадорот на Јапонија Кейко Ханеда. Откако остварија средба во кабинетот на градоначалникот, заедно го посетија основното училиште во Караджич, кое е реконструирано од средствата на амбасадата. Во овој период се асфалтираа улиците Тоде Мендол, Димитар Влахов, Орце Николов, а до крајот на годината е предвидено да се реконструираат и улиците Моша Пијаде, Пелинска, Страшко Арсов, Драги Шутевски и Борко Таневски. Се изврши и реконструкција на фасадата на зградата на општина Куманово. Градоначалникот Максим Димитриевски на новоизбраните членови на Советот на општина Куманово им го честита мандатот, посакувајќи успешна работа и добра соработка, потенцирајќи дека ќе даде поголема можност за делување на Советот, кој е легитимен представнички орган на сите граѓани во нашата општина. Се одржа и прва конститутивна седница на Советот, на која беше избран нов председател, Атина Мургашанска. Вредноста и честноста на еден народ се стекнуваат со години. Нема ништо позначено од ветувањето дека ќе се бориме да го зачуваме онаа што е во сите нас. Желба за успешна приказна на наше Куманово. Среќен празник, градо мој!